По повод деновите на општина Карпош во организација на локалната самоуправа, Заводот за трансфузиологија и Црвениот крст беше организирана крводарителска акција на 2 пункта и тоа во основното училиште Лазо Трповски и на мостот Влајко во Влае. И овој пат карпошани ја покажаа својата хуманост. И оваа година традиционално по повод одбележувањето на денот на општината, општина Карпош заедно со Црвен крст организира голема крводарителска акција која што денес се одвива на 2 пункта. Тоа е во основното училиште Лазо Трповски во спортската сала и на мостот Влајко во Влае. Граѓаните се вклучија масовно во оваа крводарителска акција со цел да помогнат и да спасат некои од животите на нивните сограѓани. Овде со мене денес е и наш сограѓанин кој што по 100-ти пат јубилејно е дарител на крв. Исто така ја користам оваа прилика и го користам овој пример да ги повикам граѓаните уште помасовно во иднина се вклучуваат на вакви крводарителски и на секаков вид на хуманитарни акции, а воедно и да им се заблагодарам на сите кои што денес од Карпош се вклучија во оваа крводарителска акција. До сега во моментов има преку 100 лица кои што дарувале крв, очекувам уште повеќе да има во текот на денот, бидејќи многу граѓани и после работното време ќе се вклучат. Акцијата трае до 17:30, така да верувам дека и после работното време многу граѓани ќе дојдат да бидат дел од оваа акција. Панче Димковски по јубилеен 100-ти пат даруваше крв. До сега имам дадено 100 пати крв, сум бил и као председател на работна организација за крводавање, 10 години тоа. Се чувствувам многу добро кога ќе дам крв после тоа и препорачувам на сите помлади што се да земат учество да помогнат на луѓето кои што и треба крв. И на мостот Влајко имаше доста граѓани кои ја поддржаа оваа акција и активно се вклучија во дарувањето крв. Статистиката покажува дека карпошани се меѓу првите во градот Скопје кои ја даруваат оваа скапоцена течност.